Кратки најави за денешниот дневник. Рекреативните риболовци бараат езерото да се издаде под концесија за рекреативен риболов со цел да се збогати туристичката понуда на градов. Ке се преосветува манастирот Свети Јован Владимир во село Подгорци. Црвен крст Охрид и годинава организира обука за спасители на отворени води. Охрид Еко 2024 еколошка акција за чистење на дното на Охридското езеро од цврст отпад во организација на Нуркачкиот центар Амфора. Бројни награди и пехари за македонската теквондо репрезентација на Гран При Српски Сокот 2024. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Во четврток над најголем дел од Европа ќе доминира умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Пообилни врнежи се очекуваат во западна и централна Европа, како и во областа на Алпите. На Пиринејскиот полуостров и во централните и јужните предели на Апенинскиот полуостров ќе има претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во централните предели на Балканот претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 26 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро сутрински температури кои што ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за развој на нестабилност со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во петок и сабота по свежото утро и температура од 10, односно 11 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 24, односно до 26 степени. Во недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 26 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Странските туристи кои го посетуваат Охрид се заинтересирани за рекреативен риболов на Охридското езеро. Тоа е една добра туристичка приказна, но не може да се реализира бидејќи рекреативниот риболов не е дозволен, вели Лјупчо Стојковски, туристички работник и рекреативен рибар. Интересот е голем кај странските туристи, пред се од Холандија, Полска и Англија, но и голем број домашни гости се заинтересирани за рекреативен риболов. Охрид со езерото и Галичица има огромен потенцијал за развој на алтернативниот туризам. Последниве години се поголем е бројот на странски гости кои посетуваат нашата непозната туристичка дестинација, во потрага по нешто повеќе од плажа и уживање во планинарење, нуркање, едрење, параглайдинг. Лјупчо Стојковски, Лепи, туристички работник и риболовец, со години се обидува туристичката понуда на градот да ја збогати со уште една атрактивна содржина – рекреативен риболов на Охридското езеро. Туристите што сакаат да рибарат на Охридското езеро се рекреативни риболовци, најчесто тоа се гостите од Холандија, Полска и Англија, но не може да им се организира таква активност бидејќи немаат концесија за рекреативен риболов на езерото, вели Стојковски. Имат интерес, ама како што спомнав дека немат риболовна основа, дозвола во риболовната основа за рекреативен риболов и не може тоа да се практикува. Дури имаше концесија за рекреативен риболов, тоа јас го практикував и имаше интерес. Јас земам пример од мене, кога ќе одам негде на пример на одмор, дали сум на море или на езеро, како риболовец сакам да рибарам. Така и овде, кај идет прашвет. Баш вчера дојде еден од Скопје, баш наш, и праша за на Охридско езеро. За со детето сакале да појде да нариби и му кажав дека немат концесија. Значи не само странскиве, него и нашиве туристи од Македонија исто сакаат да одат нариби. Туристите заинтересирани за рекреативен риболов се влюбеници во природата, за кои ловот на клен од кајче на бистрото езеро и во прекрасната природа е несекојдневно и незаборавно доживување. Тоа треба да се продава како туристичка приказна, со обезбедување соодветна риболовна дозвола за соодветен тип на риба, со организирање на рибарски излети со кајче или на брегот на интересни локации. Рекреативните риболовци бараат што поскоро Охридското езеро да добие концесионер и повторно да може рекреативно да ловат одреден вид на риба. За да се зачува фондот на ендемичните пастрамка и белвица, екологистите и спортските риболовци апелираа езерото да не се издава под концесија за стопански риболов. Како рекреативен рибар, јас сум најповеќе на клен, краб, плашица. Не можам баш точно да кажам, имат риба, не да немат риба, е сега колкави количини, тоа мислам дека хидробиолошки тие прават испитувања, тестове и така да тие мислам поточно во бројки. А вака ние како рибари кој ќе ќе видиме риба и да видиме сториви, за нас е вау. Ако е турист од риболовец, ќе имат интерес кај него, без разлика од која држава е. Така да само тоа молам кој е одговорен за тоа да дајте концесија за рекреативен риболов. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2022 година распиша јавен повик за доделување на концесија за организирање рекреативен риболов,
но рекреативната зона Охридско езеро беше изземена од повикот, на што тогаш реагираше градоначалникот на Охрид дека тоа го кочи развојот на алтернативниот туризам во неголемиот туристички центар, а на гостите кои рекреативно ловеле риба од брег им биле поднесувани пријави. Ки се преосветува манастирот Свети Јован Владимир во село Подгорци. За прв пат после 100 години, единствената црква посветена на големиот светител е фреско живописана со велелепни и уникатни фрески. Свечениот чин на преосветување ќе се случи на 4 јуни. После еден век од изградбата, фреско живописан манастирот Свети Јован Владимир во Струшко Подгорци. Тоа е единствениот храм во земјава посветен на овој значаен светител. Црквата е изградена во 1925 година врз темелите на дамнешен Параклис, издигната во дабовата шума на источната падина на Јабланица на 910 метри надморска височина, на 15 километри од Струга. Над зидовите денес се насликани велелепни и уникатни фрески кои ги нема никаде во светот. Тие живописно го отсликуваат житието на светителот. Фреската одење на лов, визијата на Свети Јован Владимир во дабовата шума, чудесното враќање на светителот во Дуклја, венчавањето со Самоиловата ќерка Косара, се дел од фреските кои идните векови ќе сведочат за ова прекрасно дело. Направив најдобро што можев, 16 месеци укупно. Работа која е праена вон она до сега што го работев, сакав уникатни работи, има фрески кои буквално не постојат, не може да се најдат, со додавање, одземање, нормално во соработка со професорот Сашо Цветковски, кој ми помогна сето ова теолошки да биде перфектно дотерано. Мојата уметност, неговото теолошко знаење, направивме нешто многу убаво. Сметам дека до сега изработев најдобро што знам. Се најдевам дека наредните генерации ќе дојдат, ќе земат добар пример од мене, да работат и подобро од мене. Не е лесно ова да го работиш, али ето, кој ќе го видиш крајот се заборава. Јован Владимир бил кнез, владетел на Дуклја. Од затвореник станал зет на царот Самуил. Култот кон овој светител во Подгоречкиот регион живее и ден денес. Се верува дека токму на каменот во дворот на црквата се влюбиле Владимир и Косара. На Староваковско место е изграден овој храм, посветен на Свети Јован Владимир, како што кажав, и е во Македонија единствен храм кој што е посветен на Светиот Јован Владимир, кој што знаеме дека неговиот култ е многу голем во кај нас тука и на целиот Балкан, во Албанија, во Црна Гора. Неговото име се слави и се велича во православниот свет. Ево, фала на Бога, дојде и тој ден да дојде храмот во сето свое величие. Во 2021 година манастирот целосно беше уграден со монументална камена градба, уредени и надворешниот дел и ајатите, со целосна донација на Владимир Пупиновски од Охрид, синот на популарниот пејач на народни песни Секула Пупиновски, кој потекнува од селото Подгорци. Се возобнови и стариот конак, а направена е и кујна. Денес има и асфалтиран пат. Ми причинува големо задоволство што конечно го завршуваме редувањето, фрескописувањето и ресервирањето на храмот на црквата Свети Јован Владимир. Моите корени потекнуваат од Вевчани Подгорци и сакам да им се заблагодарам на сите, на иницијативниот одбор, на црковниот одбор од селото, што ми пружија ваква прилика да помогнам со возобновањето на овој манастир, на оваа црква.
За Подгорци овој манастир има огромно значење како едно вредно верско, историско и културно место, каде што повеќе пати во годината се собираат верниците. Мештаните велат сакаат да го афирмираат и промовираат вековниот храм, да го посетуваат верници и туристи од земјава и светот. Очекуваме во наредниот период од кој ќе се завршат сите овие работи, поголема посетеност не само од Македонија, него и од регионот, од Црна Гора, од Србија, од Албанија, бидејќи овој светец има значење и за другите народи на Балканот, не само за македонскиот. И поради тоа, очекуваме во наредниот период поголема посетеност. Патрон на црквата е денот посветен на светителот, а тоа е 4 јуни, кога ќе има преосветување. Со богослужбата ќе чиноначалствува владиката Тимотеј, а предвидена е и богата културно-уметничка програма. Изложба насловена низ фотографскиот објектив на Македонида, уметноста на средновековните цркви во Охрид и Охридско, и промоција на веб страната Регистар на средновековни цркви во Охрид и Охридско ќе биде отворена денес во Музеот на град Скопје. Од Сдруженијето Македонида сметаат дека оваа изложба на фотографии на фрески се меѓу најубавите уметнички дела од средновековното византиско сликарство и со изложбата прават едно заокружување на презентацијата на охридското културно и религиозно наследство. Книгата 7 цркви во Охрид, изложбата и веб страната на Регистарот на средновековни цркви во Охрид и Охридско представуваат комплетна презентација на градот како што заслужува, велат од Сдруженијето Македонида. Моето разрешување е незаконско, бидејќи во техничка влада не може ниту да се именуваат, ниту да се разрешуваат директори. Ова го изјави доктор Маријан Шокаровски на денешната пресконференција на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија, нагласувајќи дека не се точни наводите дека смртноста на кардиологија се зголемила откако тој е назначен за директор, туку како што наведе, постои тренд на намалување на смртноста, а демантираше и дека постојат 170 фантомски пациенти. Директорот на клиниката за кардиохирургија пред 2 дена беше разрешен од функцијата од страна на министерот за здравство Илир Демири. Според Шокаровски, ова е оркестриран напад со цел да се уништи државната кардиохирургија. Дали и зошто некој сака да ја затвори и уништи Универзитетската клиника за државна кардиохирургија, праша денеска на пресконференција разрешениот медицински директор на клиниката доктор Маријан Шокаровски. Тој во име на целиот стручен колегиум и на сите вработени на клиниката одлучил да и се обрати на јавноста во врска со работата на оваа клиника, а поттикнат, како што рече, од невистините, шпекулациите и неговата смена од страна на техничкиот министер за здравство. Моето разрешување е незаконски, бидејќи мандатот на техничката влада не може нити да се именуваат, нити да се разрешуваат раководители. Ги повикувам релевантните институции кои треба да се грижат за законитоста во оваа држава итно да реагираат. Дополнително, Министерот за здравство го разреши координаторот за развој на кардиоваскуларната хирургија при Министерството, господјата Александра Ефтимова. Истовремено ги разреши и го прекина договорот на координаторот за срцева трансплантација при Министерството, господјата Адријана Георгиев. Од тука се наметнува нашето прашање. Дали се работи за оркестриран напад против државната кардиохирургија, а со тоа и напад на јавното здравство? Која е потребата на министерот во заминување да направи едно вакво тектонско пореметување на една успешна приказна? Кому тоа му одговара? Членовите на комисијата кои се назначени од министерот да ја анализираат работата на клиниката и да ги толкуваат бројките се доктори кои според Шокаровски немаат никаков контакт со кардиохируршки пациенти, ниту пак практично искуство во кардиохирургијата. Додаде дека еден од членовите на комисијата му бил против кандидат за директор на клиниката пред 6 месеци, со што се доведува во прашање неговата објективност.
Постои наука во медицината која се вика медицинска статистика, одговорна за статистичка обработка на податоците, и таа единствена и релевантна област во медицината која може и треба да ги даде податоците, рече Шокаровски, изнесе податоци со цел јавноста да ја добие вистинската слика. Во јули 2023 година објавено е дека се оперирани 12 пациенти, податок кој не е точен, зашто како што рече биле оперирани 22 пациенти. За август податокот е дека се оперирани 11, а оперирани се 14 пациенти. За октомври податокот е дека се оперирани 8, а всушност се оперирани 16 пациенти, наведе Шокаровски. Очигледно, изворот на податоци ги довел во заблуда и им дал погрешни бројки, а тие не се потрудиле да ја слушнат другата страна, што е основен принцип во објективноста на информирањето. Токму поради ова направивме собствена експертиза статистичка со помош на експерти од областа, и истата ќе можете да ја видите на прикажаните графикони. Од анализата дојдовме до објективни заклучоци кои ги побиваат сите претходни изречени невистини од страна на министерот во заминување, како и од одредени медиуми. Прво, не е точно дека се зголемила смртноста откако сум јас назначен за раководител на институцијата. Прецизната статистичка анализа покажува дека нема значајно зголемување на смртноста од една страна, а има значајно зголемување на тежината на комплексноста на пациентите за околу 20%. Второ, можда и позначајно, постои тренд на намалување на смртноста низ месеците. Последните 5 месеци покажуваат дека нашата смртност е пониска од предвидената, односно пониска од така наречениот параметар Евроскор 2, во превод подобри сме од она што се очекува. Информациите пак за наводни 170 фантомски пациенти кои не постоеле во системот на мој термин, доктор Шокаровски најостро ги демантираше. Најостро ги демантираме овие невистини, значи. Всушност, нашата анализа и контакти со мој термин покажуваат дека постои техничка грешка во пренесување на информации од софтверската платформа која ние ја користиме за евиденција на пациентите до платформата Мој термин. Дел од пациентите кои се третирани на нашата клиника, нивните отпусни писма не се пренесени во Мој термин поради овој софтверски пропуст. Значи, единствена законска обврска е пишаниот документ. Значи, Мој термин не го користат нити приватните болници. Ако сакате, тоа може и комотно да го проверите, дека нема ни еден податок од приватните болници во системот на платформата Мој термин. Така, значи, тоа значи дека овие пациенти не се воопшто нити скриени, нити фантомски, нити избришани, како што тврди министерот. Сите тие имаат уредни, детални отпусни писма, што секако може да се провери. Доктор Шокаровски потенцира дека единствено на државна кардиохирургија се изведуваат повеќе комплицирани кардиохируршки интервенции, меѓу кои трансплантација на срце, на која, како што рече, сите треба да сме горди. И кога сме кај статистичките податоци околу трансплантацијата, процентот на преживување е подобар од светскиот просек. Некои подмолни сили сакаат овој напредок да го омаловажат и да го релативизираат. Директорот на клиниката за кардиохирургија, доктор Маријан Шокаровски, пред 2 дена беше разрешен од функцијата од страна на министерот за здравство Илир Демири, кој рече дека според податоците што стигнале до него имало 170 пациенти не внесени регуларно во Мој термин без отпусно писмо или прилог кон умреница. Таквата бројка според министерот можело да ја промени вредноста на исходот за смртноста. Другата причина за разрешувањето на директорот, според техничкиот министер во заминување, биле крајно нарушените меѓучовечки односи на клиниката. Општина Охрид ќе овозможи феријална пракса за учениците од профилот економски техничар од средното училиште Свети Кирил и Методи.
Општина Охрид ќе овозможи реализација на практична обука и феријална пракса во просториите на општината за учениците од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи, профил економски техничар. Оваа активност е предвидена во меморандумот за соработка кој општина Охрид го склучи со ова училиште со цел да го промовира и унапреди средното стручно образование како атрактивен и привлечен избор на кариера. Исто така практичната обука ќе значи и вложување во квалитетот на образованието, која е важно за успешна иднина на учениците, но и за градот и државата. Учениците од прва, втора и трета година преку реализацијата на праксата ќе инвестираат во сопствената иднина. Теоретските знаења ќе ги поврзат со практични вештини, ќе стекнат вештини за тимска работа, дисциплина, комуникација, решавање на проблеми, односно ќе почнат да градат своји ставови и ќе размислуваат за свој личен развој. За успешна реализација на феријалната пракса од страна на градоначалникот Кирил Пецаков ќе биде определен соодветен ментор кој ќе ги пренесе своите искуства, знаења и вештини на учениците. Инаку, училиштето Свети Кирил и Методи подпиша меморандум за збратимување со средната школа Долјевац од Ниш. Со ова подпишување се отвараат можности за размена на знаења и искуство помеѓу професорите и учениците, меѓусебна соработка, учество во заеднички проекти и настани со цел подобрување на квалитетот на образовниот процес, велат од училиштето Свети Кирил и Методи. Црвен крст Охрид и годинава организира обука за спасители на отворени води. Обуката ќе се реализира во периодот од 21 до 28 јуни 2024 година, а пријавувањето е во тек. Во рамките на подготовките за престојната летна сезона, Црвен крст Охрид организира обука за спасители на отворени води, која ќе се реализира во периодот од 21 до 28 јуни 2024 година. Обуката, која ќе се изведува на Охридското езеро, содржи теоретски и практичен дел, а ќе ја водат национални и меѓународни инструктори за безбедност на вода, според стандардите за Меѓународната федерација за безбедност на вода. Заинтересираните кандидати по детални информации за условите и барањата за повикот може да добијат во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 9 до 15 часот, како и на телефоните 046 267 909 и 070 315 309. Повикот трае до 19 јуни. За сите кандидати кои успешно ќе ја завршат обуката и се стекнат со звање спасител на вода, Црвен крст Охрид ќе обезбеди платен работен ангажман како спасител на вода на соодветни капалишта на Охридското езеро. Еколошка акција за чистење на дното на Охридското езеро од цврст отпад Охрид Еко 2024 на 1 јуни сабота во организација на Нуркачкиот центар Амфора. На еколошката акција учество ќе зема нуркачи од Македонија и Балканот. Оваа година како локации се одбрани Калишта, градското пристаниште, кампот Градиште, музеот на вода и реката Чарава. Збирно место и брифинг за сите нуркачи на градското пристаниште во 9 часот. За сите учесници на акцијата, во недела на 2 јуни, во 9 часот и 30 минути, Нуркачкиот центар Амфора организира нуркање на една од многуте атрактивни локации на Охридското езеро. Од Амфора ги покануваат сите нуркачи со меѓународен сертификат за нуркање да земат учество во акцијата. Македонската теквондо репрезентација освои 10 златни, 7 сребрени и 11 бронзени медали, 2 пехари за најдобри поединци и пехар за второ место екипно на меѓународниот надпревар Гран При Српско Соко 2024. На меѓународниот теквондо надпревар Гран При Српски Соко 2024, кој се одржа во Зворник, Босна и Херцеговина, кој е еден од најаките надпревари за пролетната надпреварувачка сезона, каде се собираат критериуми и рейтинг за учество на европски и светски првенства, македонската теквондо репрезентација освои бројни медали и пехари. На овој надпревар учествуваа над 400 надпреварувачи од 38 клубови од 11 земји од Европа, а нашата репрезентација беше составена од 17 надпреварувачи од 5 клубови, тројца судии, двајца тренери и 2 официјални лица. Конкуренцијата беше силна, но нашите надпреварувачи кои се надпреваруваа во 2 дисциплини, форми и борби, направија повторно да се гордееме со нив, освојувајќи 10 златни,
7 сребрени и 11 бронзени медалји, како и 2 пехари за најдобри поединци, додека во севкупен пласман го освоја пехарот за второто место, вели Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална теквондо федерација. Лазаревски го најави и меѓународниот теквондо ИТФ надпревар Охрид Оупен 2024, кој ќе се одржи на 22 јуни во спортската сала Билјанин извори во организација на Македонската традиционална теквондо федерација и теквондо клубот Хваранг ИТФ Лесковец Охрид. Оваа година учество веќе имаат најавено повеќе земји и повеќе надпреварувачи од претходните години, со што веќе прераснуваме во еден од поквалитетните надпревари во регионот, вели Лазаревски. Во петок акција за подигнување кабаст и зелен отпад од населба Бараки. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните дека на ден 31 мај, петок, ќе организира акција за подигнување кабаст и зелен отпад од урбаната заедница 12, Гоце Делчев, населба Бараки. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдосна до 7 часот во петок и претходно локацијата да ја приваат на дежурниот телефон 075 495 428. Отпадот треба уредно да е поставен до контењерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Тешка сообраќајна несреќа во Белград. Автобус удрил во автомобил, возачот на автомобилот загинал, а над 30 лица се повредени. Директниот судир на автобусот и теренскиот автомобил се случил околу 5:40 часот утрово на патот Мали Ватревац Младеновац до рампата на Патерината. Повредените биле транспортирани во ургентен центар од амбулантни возила и приватни автомобили. Повеќето патници биле со полесни повреди. Како што се гледа на фотографиите и видеата поставени на социјалните мрежи, предниот дел на автомобилот е целосно уништен, а според коментарите на очевидците на местото на несреќата и предниот дел на автобусот бил набиен од ударот. Северна Кореја пуштила 90 балони со пропагандни летоци и ѓубре на две погранични провинции во Јужна Кореја, пишува BBC. Северна и Јужна Кореја користеа балони во нивните пропагандни кампањи уште од Корејската војна во 1950-тите години. Неодамнешниот инцидент се случил неколку дена откако Северна Кореја соопштила дека ќе возврати на честото ширење летоци и друго ѓубре во пограничните области од активистите на југот. Активисти од Јужна Кореја претходно лансирале балони во Северна Кореја, кои меѓу другото носеле готовина за бранување медиумски содржини, па дури и чоколадни пити, јужнокорејски специјалитет забранет во Северна Кореја. Претходно овој месец, активистичката група со седиште во Јужна Кореја тврдила дека испратила 20 балони со летоци против Пјонгјанг и USB стикови кои содржале корејска поп музика и музички спотови. 15-годишен тинејџер од Аризона спасен од својот 18-годишен брат по напад на црна мечка во нивната куќа. Тинејџерот бил во куќата кога мечката влетала низ влезната врата. Тој со огромна шепа го удрил детето по главата и го соборил на подот. Врисокот го слушнал постариот син кој веднаш притрчал да му помогне на својот брат. Дивиот звер, откако излегол надвор, се шетал низ дворот. Потоа седнал на каучот на предниот трем. На местото на настанот пристигнале и специјалисти за фаќање диви животни, но мечката во меѓувреме си заминала. Кина ги обучува своите вооружени кучиња роботи. За време на неодамнешните воени вежби во Камбоџа, кинеската војска покажало куче робот со автоматска пушка поставена на грбот, што во суштина го претвора најдобриот електронски пријател на човекот во машина за убивање, пренесува CNN. Може да послужи како нов член во урбаните борбени операции, заменувајќи ги луѓето за да извршат извидување, да го идентификуваат непријателот и да ја погодат целта, вели војник на кинеската војска за државната телевизија CCTV. Видеото направено за време на вежбата исто така покажува како куче робот оди, скока, лежи и се движи наназад под контрола на далечински оператор. Поранешниот градоначалник на градот Центарвил во Јужна Дакота е обвинет за тројно убиство во понеделникот вечерта, изјавил државниот обвинител. 64-годишниот Џеј Острем е приведен во затворот во округот Минехаха со врзница од $1 милион по 3 точки од обвинението за убиство од прв степен, изјавил државниот обвинител, а објавил NBC News. Имињата на жртвите не биле објавени, бидејќи нивните роднини не се известени. Тој станал градоначалник на Центарвил во мај 2009 година,
а градскиот совет ја прифатил неговата оставка во ноември 2011 година. Во јули 2010 година, поранешниот началник на полицијата понесол федерална тужба за сексуално вознемирување против Осрем. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!